Здраво и добродојдовте во уште едно видео, каде што ова видео ќе збориме за тип 1 интерферони. Во ред, тип 1 интерферони се една голема фамилија на структурно слични цитокини кои посредуваат во раниот вроден имун одговор кон вирусни инфекции. И за ова имаме зборевно во некои од првите видеа. И принципот на кој работат да всушност интерфероните ја стимулираат клетката да создаде одредени супстанции кои ќе интерферираат со вирусната репликација. Бидејќи знаеме начинот на кој се размножуваат вирусите. Они навлегуваат во клетка, така да речеме тука дека имаме клетка, навлегува вирусот во клетка, ја користи клеточната машинерија да направи повеќе копии од себе, така ќе направи повеќе копии, се реплицира и после некое време ја убива клетката и сите овие копии излегуваат надвор и инфицираат нови клетки. Во ред, интерфероните ја стимулираат клетката на таков си начин да клетката сега може да интерферира на оваа вирусна репликација. Во ред, гените кои кодираат така за овој тип 1 интерферони се кластирани, собрани на хромозом број 9, така како и луѓето, и имаме голем број на различни интерферони кои спаѓаат во тип 1, така. И одат од интерферон алфа до интерферон омега, така, значи алфа, бета, епсилон, капа, омега. И сите те имаат субтипа, но само ќе спомнеме дека интерферон алфа има најмногу, односно има 13 подтипа, така суб или односно подтипа, но ние нормално нема разгледуваме, само да знаете дека има всушност многу голем број на различни интерферони кои влегуваат во тип 1. Сега, интерферониве се продуцирани од различен вид на клетки, главно се продуцирани од страна на дендритичната клетка и макрофагите, и тоа најголем дел од интерфероните. Но најмногу се продуцира интерферон алфа. Интерферонот алфа е главно најзалужен, но сепак. Интерферон бета се продуцира од страна на фибробластите главно, но има и многу други клетки, постојат и многу други клетки кои може да продуцираат интерферон бета. И за другите интерферони има посебни клетки, но не да интересира тоа толку. Сега, што ја стимулира клетката да започне воопшто да создава интерферони? Ја стимулираат различни рецептори, значи имаме toll-like рецептори, TLR, и тоа 3, 7 и 9, значи TLR3, TLR7 и TLR9, и тие се наоѓаат во внатрешност на клетката на различни ендозомални мембрани. Така, например, јас сум ги бележал, еден овдека, така. Значи тоа се рецептори кои се наоѓаат на различни места и може да се поврзат главно, значи се поврзуваат со вирусни нуклеински киселини, иако постојат и други елементи кои можат да ја стимулираат клетката да создаде интерферони. Но главно, значи, toll-like рецептор 3 се поврзува со double-stranded RNA, 7 со single-stranded и 9 со CPG DNA. Односно тоа е DNA кај што има промени во метилацијата. И тие се главните стимулатори, така, да клетката почне да создава интерферони. Нормално постојат други рецептори како RIG1, MDA5 кои се наоѓаат како растворени pattern recognition рецептори, така. Значи за ова имаме зборено во некој од првите видеа ги разгледавме. Во ред. И сега ќе примети клеткава дека има вирус, така дека е заболена и она ќе почне да создава интерферони. Во ред, и ќе ги излучи во околната средина паракрино, дури и автокрино. Сега, да видиме како се поврзува интерферонот со рецепторот. Така, значи се поврзува со тип 2 цитокински рецептори, кои се изградени, кои се хетеродимери и се изградени од IFNAR1 и IFNAR2 полипептидни синџири, така. И добро, ќе се поврзе од соодветниот интерферон, така, значи има различни рецептори за различни интерферони, и ќе се прати соодветен сигнал, кој се праќа преку JAK-STAT механизам на сигнализирање, и IFNAR2 синџирот има JAK1 јанусна киназа, IFNAR1 има TIK2 јанусна киназа, и они вршат трансфосфорилација едни со други, нели ќе се активираат, понатаму они фосфорилираат одредени стат протеини, поточно STAT1 и STAT2, ќе им се стават на нив фосфори, па тие на нив ќе се прикачи IRF9, и као такви ќе навлезат внатре во јадрото на клетката и ќе се поврзат со едни ISRE секвенци,
не би се битни што значат кратенките, тоа се имиња, например, кои ја објаснуваат, но има премногу кратенки на секаде, така што нема ги запамтите и онака. Се поврзува со ИСРЕ и се менува, односно се регулира генската експресија. Постојат и други алтернативни патишта сигнализирање, значи ова е класичниот. Постои еден пат кај што се изведува со 2 стат-1 молекули, па има едни други секвенции кои се поврзува и така натаму, но не ни интересира толку. Битно е да знаете дека е преку јак стат начин на сигнализирање, толку е доволно. Вред. Сега ќе видиме која е малце подетално биолошката активност на интерфероните. Иако главно ја разгледавме. Тука ќе отидеме. Биолошка активност. Значи, интерфероните инхибираат вирусна репликација. Вред, односно интерферираат на вирусна репликација, но не интерферираат директно самите интерферони. Значи, интерферонот ќе се поврзе така со рецептор на клеткава. Ќе ставиме со некоја друга боја. Значи, клетката има тука рецептор, се поврзе, ќе се прати сигнал до јадрото и ќе почне да се транскрибираат одредени гени, ќе има транслација тие гени и ќе добиеме одредени протеини. И овие протеини сега ќе вршат заштита на клетката од вируси. И ваква е double-stranded активирана серин треонин протеин кинази. Океј, или се бешуваат ПКР-16. Најчесто, значи има и други, че има 16. Има 2'5' олигоаденилат синтетаза, кои исто така со РНаза L18 и L19 учествува за да забрза вирусна деградација. Значи овие вака забрзуваат вирусна деградација, додека ова интерферира со вирусна репликација. Океј. Сега, кога се излучуваат овие интерферони, не спомнав, тоа се случува паракрино и автокрино. Да речеме дека оваа овдека клетка е заболена од вирус, така со црвена точка, и она и кажува на соседните клетки, значи на комшиите, тие кои се до неизе, дека е заболена, да бидат спремни. Вика, јас сум заболена, бидете вие спремни, најверојатно ќе дојде и кај вас. Значи најчесто е така, тоа е паракрино, кога се излучуваат интерфероните во околната средина. Океј, значи интерфероните се излучуваат овдека околу. Сега, постои и автокрино, каде што самата клетка на себе си кажува, и тоа е буквално вака. Океј. Што е поретко, главно е паракрино. А друг начин на кој действуваат интерфероните е да зголемат експресија на МХЦ класа 1. Тоа е многу логично, бидејќи вирусите беа детектирани од страна на CTLs, односно нели активирани CD8 те клетки. И ако имаш повеќе МХЦ 1, поголеми се шанси дека ќе биде таа клетка детектирана од CTLs. Така, значи, зголема експресија на тоа е поради CTL. Cytotoxic T lymphocyte. Океј. Исто така помага при диференцијацијата на CD4 Т клетка во T helper 1. И ова има на некој си начин поврзан со интерлеукин 12, кој го говоревме во претходното видео. Интерфероните исто така служат за задржување на лимфоцитите во лимфните јазли, што е многу битно, особено кога има инфекција, бидејќи на некој начин ќе се соберат сите војници, унаводници, ќе коментираат кај е вирусот, што треба да се прави и така натаму. И тоа е главно што сакам да го кажам. Сега ќе видиме само некоја слика и тоа ќе биде се за ова видео. И еве овде имаме сликата. Имаме клетка која е вирусно инфицирана, она кога е вирусно инфицирана почнува да создава нели интерферони. Тие интерферони почнува да ги создава бидејќи го детектирала вирусот. Во ред, тоа го детектирала преку toll-like рецептори, преку RIG1, тоа MDR5 или некои други рецептори. Има сигнални патеки, IRF3, IRF7, тие не ги разгледавме, океј, тоа е преку друго сигнализирање, имаме транскрипција на интерферон. Океј, и сега тој се излачува паракрино и автокрино, и може да действува нели врз инфицирани клетки или клетки кои не се инфицирани во околната средина, така што нели ќе се заштитат преку создавање на ПКР-16, да беше таа серин треонин протеинската киназа, 2'5' олигоаденилат синтетаза, РНаза L18 или 19,
зголемуваат експресија на МХЦ класа 1, со цел да бидат уништени од страна на CTLs. И тоа е тоа. Овдека, која ќе бидат тука интерферонот, како всушност се поврзува, јак стат сигнализација, и тоа е тоа. Оред, тоа беше се за ова видео, се надам дека научивте нешто ново и ќе се видиме во наредното видео. Довидување.